Здраво на сите, тука е Дана Ористовски, добро дојдовте во Devotional број 21. Продолжуваме со читање на Евангелие според Јован. Продолжуваме понатаму со заедничка молитва и продолжуваме да го споделуваме Евангелието, бидејќи Евангелието е единствената добра вест која што може да ја слушнеме, која што кружи низ светот моментално, а тоа е дека Бог го прати својот единороден син да умре, да секој што верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зошто? Бидејќи не само што умре, беше погребан и ги зеде гревовите Исус Христос со него во тој гроб, туку и после третиот ден воскресна. И сега со верата во тоа имаме вечен живот. И јас, и ти, и тебе ти отворена вратата. Доколку го нема слушнато Евангелието, доколку не чекори со Исус, ова видео е токму за тебе. Затоа не го скокај ова видео и слушај го до крајот. Ќе продолжиме со читање на Евангелие според Јован од 12 глава од 9 стих. Па натаму ќе видиме до каде Бог не води. Се радувам што можам повторно да снимам и од оваа страна на екранот да бидам со вас. Пишете ми во порака како сте, споделете во коментар. Ова нека биде една платформа, една заедница на љубов, не на осуда, не на припукување, не на религиозност, не на лажна црковност, туку на љубов. Ние сме повикани да ги сакаме луѓето како што се сакаме себе си, да го љубиме нашиот Бог со сето свое срце, душа и разум. И за тоа сакам да бидат овие видеа, тоа ќе ми е целта на овие видеа. Дозволете ме да се помолам, после ќе се фрлиме веднаш кон читање на Божјиот збор. Фала ти, Господи Исусе Христе, за секој ден кој што се вклучува на ова видео, таа страна на екранот, Господи, допри го тој човек, допри таа личност, тоа срце, Господи, те молам ти, покажи им кој си, покажи им кој е Богот на нивниот живот, кој треба да е Богот на нивниот живот, Господе. Те молам ти, пресечи го нивното срце како со меч, Господе, продрив внатре во најдлабоките одаји, Господе, таму каде што и тие самите не се свесни, исто како што направи во мојот живот. Господе, те молам ти, зборови преку мене на ова видео, те молам нека бидат тоа твои зборови пренесени за нивниот живот, за животот на таа личност од таа страна на екранот. Го барам твоето овоство Исусе Христе, да бараме тебе, бидејќи само ти си вреден за слава, Господи. Амин. Читаме 12 глава од Евангелие по Јован, почнувајќи од 9 стих. Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму. Ова се случува после воскресението на Лазар. Па дојдоа не само заради Исус, тука да го видат и Лазар, кога тој го воскресна од мртвите. А правосвештениците се договорија да го убијат и Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа ради него и поверуваа во Исус. На другиот ден, мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и викаа велејки: Осана, благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израелов. А откако најде едно, Исус седна на него како што е напишано: Не плаши се, ќерко Сионова, еве царот твој иде седејќи на магаре. Но ово учениците негови не го разбраа. Кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тие му го направија тоа. Народот што беше со него кога го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите сведочеше. Затоа и го пречека народот, зашто тој беше чул дека тоа чудо го направи тој. А фарисеите си велеа меѓу себе: Гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него. Ништо не помага кога луѓето ќе ја видат славата на Исус. Нема аргументи повеќе против тоа. Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше некои елини. Тие пристапија кон Филип, кој беше од Вицаиде Галилејски, и го молеа велејки: Господине, сакаме да го видиме Исус. Дојде Филип и му кажа на Андреј, а Андреј и Филип му кажа на Исус. Исус пак им одговори велејки: Дојде часот да се прослави Синот човечки. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Кој го сака животот свој, ќе го загуби, а кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Душата сега ми се нажали и што да кажам? Очи, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов за овој час. Оче, прослави го името свое. Тогаш дојде глас од небото и го прославив и пак ќе го прославам. А народот што стоеше кога го чу тоа велеше: Загрми. Други пат рекоа: Ангел му проговори. Исус одговори и рече: Овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега гнездот на овој свет ќе биде исфрлен надвор.
и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Народот му одговори: сме слушале од законот дека Христос вечно ќе остане, а како ти велиш дека синот човечки треба да биде издигнат? Кој е тој син човечки? Тогаш Христос им рече: уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. И кој оди по темнина, не знае каде оди. Додека имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. И штом го рече тоа, Исус се замина и се сокри од нив. И иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не поверуваа во него. За да се исполни словото од пророкот Исаја кој рече: Господи, кој поверува во она што го чува од нас? И раката Господова кому се откри? Тие за тоа не можеа да поверуваат, зашто Исаја уште вели: ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцата да не разбираат и да не се обратат, за да ги излекувам. Ова го рекол Исаја кога ја беше видел славата негова и зборувал за него. Но и од началниците мнозина поверуваа, само заради фарисеите не признаваа, за да не бидат исклучени од синагогата. Колку религиозноста може да ги заслепи луѓето, зашто им беше помила човечката слава отколку Божјата. А Исус подигна глас и рече: кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. А кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас светлина дојде во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, тој ме даде заповед што да кажам и што да зборувам, и знам дека заповедта негова е живот вечен. А она што го зборувам јас, го зборувам така како што ми рече Отецот. Исус Христос се наоѓа пред пикот на неговата служба. Е тргнат кон целта за која што беше дојде на овој свет. Тој дојде во тело, се отелотвори Бог во тело, зема кожа како нас, зема тело како нас, чекореше совршен живот. И пред да отиде на крстот, тој го направи последното чудо, односно предпоследното чудо, пред неговото воскресение, го воскресна Лазар и после тоа се расчу и луѓето тргнаа по него. Луѓето сакаат да слушаат надприродни работи, сакаат да следат неверојатни работи и тргнаа по него. Но што вели Исус? Џабе го следат него ако не го жртвуваат својот живот, бидејќи што направи Исус за мене, што направи Исус за тебе подоцна. Ќе читаме подоцна во наредните видеа. Но тоа е Евангелието, што направи Исус за мене и за тебе. Отиде на крстот, сам го носеше крстот на Голгота. Беше распнат, крв му беше пролејана. И после тоа умре на тој крст, беше погребан, синот од крстот погребан, однесен во тој гроб. И воскресна после третиот ден. Но вели кој го сака својот живот повеќе од Исус, бидејќи Исус го даде својот живот, даде се, и што бара од тебе? Што бара од мене? Бара се. Го бара мојот и твојот живот. Но што значи тоа? Тоа не значи заробеништво. Не е канџи, не е синџири. Исус Христос сака да ти даде слобода, сака да те ослободи. Мрази го животот овдека. Не да го мразиш до степен на самоубиство. Мрази го до степен да го сакаш Христос многу повеќе од било која задоволство на овој свет, од било која слава на овој свет. Тука пишува дека на фарисеите, на религиозните луѓе, нивната слава им беше побитна, човечката слава им беше помила. Дури да не го изустеле со устата своја тоа, со нивните дела го покажуваат тоа. Дури ти да не го кажеш тоа со твоите дела го, може би го покажуваш тоа. Дали твојот живот ти е помил од Бог? Дали твојот живот и задоволствата и пороците кои што ги имаш, ти се помили од самиот Исус Христос. Исус сака да те ослободи во тоа. Вели секој кој што ќе ја спознае вистината, вистината ќе го ослободи. А вистината е Исус Христос. Исус вели јас сум патот, вистината и животот. Исус што бара? Вели јас сум светлината која што дојде, додека има светлина чекори во светлината, бидејќи ќе дојде момент кога веќе нема да има светлина, а тој ден се ближи. И тој ден не заврши од кога Исус Христос беше распнат, умре, беше погребан и воскресне и се вознесе на небото. Тој ден уште трае. Уште е времето каде што има светлина на овој свет. Бидејќи после вознесението Исус Христос го пушти Утешителот, го пушти Светиот Дух. И сега секој кој што ќе поверува во Исус Христос го има неговиот Дух внатре во него.
Исус дојде чекореше меѓу луѓето, но се вознесе за да се доближи уште повеќе до луѓето, со тоа што неговиот дух сега живее внатре во неговите синови и ќерки, во неговите деца кои што веруваат, кои што го следат, кои што го даваат целиот нивен живот на Исус Христос, бидејќи животот со Исус Христос е најголемата слобода. И посакувам да го знаеш тоа денеска. Сакам да го знаеш тоа денеска. Има друг живот од таа страна на брегот. Има друг живот кој што Бог го има замислено за тебе, а тој е живот во слобода. Исус Христос дојде на оваа земја, умре на тој крст, беше пролеан со крв, беше закован со шајки на тој крст. Зошто? За да те ослободи тебе. За да ги земе гревовите на светот, на самиот себе си. Тоа значи и моите и твоите гревови. Зошто? Бидејќи јас и ти сме грешни, јас и ти сме родени, зачнати во грев. И цената, казната за гревот е смрт, која што јас и ти немаме услови и немаме простор да ја платиме. Ако ја платиме, тоа ќе биде крај. Тоа ќе завршиме на другото место, а тоа е огненото езеро, вечната смрт, вечниот пекол. Јас не сакам ти да завршиш таму. Мојата задача како евангелизатор е да ти помогнам, тебе да те насочам од патот каде што има пожар, каде што гори вечен оган и да те свртам на другата страна каде што има спас. А спасот не сум јас. Не е ни црквата, туку е самиот Исус Христос. Исус Христос дојде на оваа земја, чекореше, го славиме Божик заради тоа, но умре, го славиме Великден заради тоа, петок, но неделата воскресна, после третиот ден воскресне Исус Христос. И Библијата вели дека секој кој што ќе поверува, ќе исповеда со својата уста дека Исус Христос е Господ, негов Господ, дека Исус Христос е мој Господ, дека Исус Христос е твој Господ, докато исповеда со устата и поверуваш во своето срце дека Бог го воскресна од мртвите. Тука гледаме дека Исус го воскресна Лазар од мртвите, веќе ја докажа својата слава. Имаше многу сведоци на таа случка, но има и преку 500 сведоци кои што го имаа видено Христовото воскресение, кои што беа сведоци на Христовото воскресение, и тоа си има случајно. И докато ти веруваш во тоа, тоа има мок, тоа има трансформативна мок која што ќе ја спаси твојата душа за вечност. Библијата вели дека ако исповедаш со својата уста и поверуваш со своето срце, ти ќе биде спасен. Ти ќе се спаси за вечност и Светиот Дух ќе влезе во тебе и ќе започне една трансформација во твојот живот, која што е неверојатна, не е пријатна, не е комфортна, не е за кукавици. Христијанството не е религија за кукавици. И ако гледате кукавици христијани околу вас, не се тоа пример. Тоа е чиста религиозност или незрелост, или како сакате да кажете го тоа. Христијанството не е за кукавици, бидејќи бара храброст, бара ишекор, бара целосна предаденост, како што вели во 25 стих од 12 глава, кој го сака животот свој, ќе го загуби, а кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Предаде го животот на Исус Христос вечерва целосно. Не го предавај само колку да кажеш дека веруваш. Не, предади го целосно твојот живот на Исус. И зачекори со него целосно и тој ќе го благослови твојот живот. Тој ќе го благослови твојот живот за цела вечност. Нашиот ум не може да го зграбчи моментот дека бидејќи ние живееме во лимитирано време, има почеток, има крај, но што правиме кога ќе влеземе во димензија каде што нема почеток и нема крај? И ние едноставно постоиме за секогаш заедно со нашиот Бог и чекориме со нашиот Бог место каде што нема плач, место каде што е вечна радост, место каде што е вечниот живот, изворот на животот. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Исус е светлината на светот. Сврти се кон светлината и сенката ќе падне позади твојот грб. Сврти се према Исус и проблемите ќе паднат позади твојот грб, зависностите ќе паднат позади твојот грб. Не мораш да чекаш да се ослободиш од работи, да станеш подобар човек, бидејќи никогаш нема да се случи тоа. Таа работа не е твоја, таа работа на Светиот Дух во тебе. Таа трансформација Светиот Дух ќе ја направи. Се што треба да направиш е да се свртиш према Исус и да чекориш постојано према Исус и да го држиш твојот поглед према Него, а Исус ќе биде со тебе во најтемните ноќи и во твојата депресија и ќе те исцели од неа, и во твојата анксиозност и ќе те исцели од неа, и во сите проблеми кои што ги имаш и ќе те исцели од тие проблеми, и во проблемите во бракот ќе те исцели од тоа, и Бог ќе ја спаси преку тебе, доколку ниеден од твојата фамилија не верува, Бог ќе ја спаси цела твоја фамилија. Јас го верувам тоа, бидејќи Бог прави нешто ново во Македонија. И луѓе ќе доаѓаат при Него. Сега е можноста ти да го направиш тоа. Некој ќе каже да на оваа порака, некој ќе каже не знам, не сега, некој ќе каже не. Некој ќе каже
не знам што да одлучам моментално, мислам дека е премногу брзо сега да кажам да, но денеска е денот на спасението, утре е денот на ѓавол, сега е денот на спасението. Поверувај ќе бидеш спасен, поверувај за твојата душа да отиде во вечност. Ова е најголемата порака на љубов, да живеот Бог дојде на оваа земја со телотвори, зема 100% човечко тело да ги искуси 100% болките кои што ги искусувам и јас и уште поголеми. Беше измачуван уште повеќе и беше раснат и умре своеволно на крстот. Таа љубов ја нема никој на тие нема никој дадено на тебе, никој нема да ти ја даде. Таа љубов ако ја бараш во други луѓе никогаш нема да ја добиеш. Ако ја бараш во пороци никогаш нема да ја добиеш. Ако бараш во шишето никогаш нема да ја добиеш, ниту во цигарите, ниту во дрогата, ниту во коцката, ниту во порнографија, ниту во играње, ни гејмање, ништо нема да ти помогне, ниту скрувањето и рипање на допаминот, ниту храната, ништо нема да помогне таа љубов да ја добиеш, бидејќи таа љубов може да ти даде само Бог. И имаме ние внатре една форма во вид на Бог, кој што само живеот Бог може да пополни. И ние колку да ја трупаме со ѓубре внатре, таа само повеќе тежина ќе ни ствара. А Божјата љубов е лесна, олеснува. Божјата љубов е неверојатна, неограничена. Не може да опишеме колку е широка, колку е голема, колку е долга, колку е длабока. Се што можеме да направиме да ја прифатиме и Бог да започне дело во мојот и во твојот живот. Те повикувам да го предадеш твојот живот на Исус Христос, да го кажеш, добро, сакам да го направам тоа, сакам, копнеам по тоа да имам еден личен однос со Исус Христос, еден личен однос со Бог, но не знам како да го направам тоа. Повтори оваа молитва по мене, но мора да ја направиш од срце. Исповедај со својата уста дека Исус Христос е Господ и поверувај во своето срце, вистински мора да произлегува од твоето срце дека Бог го воскресна од мртвите, дека Исус Христос воскресна од мртвите и ја победи смртта и сега со него имаме победа над смртта. Поверувај во тоа и ти ќе бидеш спасен. Повтори оваа молитва по мене и ти ќе бидеш добродојден во Божјата фамилија. Ангели ќе се радуваат. Господи Исусе Христе, фала ти што умре на крстот за мене. Фала што ги зема моите гревови, што ја плати казната за мојот грев. Фала ти што после третиот ден воскресна. Фала ти што ја победи смртта. И фала ти што преку таа жртва имам вечен живот. Се каам што до сега не живеев со тебе. Се каам, Господе, што бегав од тебе. Те молам, обнови го мојот живот. Трансформирај го мојот живот. Дај ми нов почеток. Сакам да чекорам со тебе. Ти си мојот Господ. Ти си мојот Спасител, Исусе Христе. Ти се молам на тебе и ти се предавам целосно. Амин. Докога ја кажа оваа молитва, Бог се радува, јас се радувам, и илјадници ангели на небото се радуваат. Ти си добродојден во Божјата фамилија. Се гледаме во следно видео. Биди благословен, биди благословена. Ве сакам најмногу. Чао!